се зима од еден стар римски збор апирара, што значи се отвара. Нареден месец е месецот мај, нели кој трети, по божицата Маја, па четврти месец е јуни, по месецот по божицата Јуниона, која што била заштитник на жените. Па после нели доаѓа Квантилиус, Сектилиус, Септем, Октом, Новембар и Декември. Декември, значи 10 месец. Сега вториот римски крал Нума Помпилије, затоа што римјаните имале еден календар со 301 ден и плюс 64 дена, они едноставно ги броеле годините, деновите до почетокот на римската нова година. И затоа Нума Помпилије решава да додаде уште 2 месеца и ги додава кој 11 месец, месецот Јанус, овој јануари, крстен е по богот Јанус, што значи бог на сите почетоци, и февруари, што значи као последен месец да се чисти. Февруари значи да се чисти или да се подравнеат рачуните. Сега нешто подоцна, пошто богот Јанус, нели е бог на сите почетоци, не може као таков да биде 11 месец, а е бог на сите почетоци, они го префрлаат као прв месец во годината, но со тоа мора да се префрле и месецот февруари, за да си го запази смислот на своето значење, значи да биде испред месецот март и нели во тоа време, во месецот февруари се подрамнеат сите рачуни, градот се чисти во чест на новата година, која што нели кај римјаните доаѓала на 1 март. Сега четврти век, четврта година пред Христа, значи во Римскиот сенат решава месецот Квантилиус да се применува во јули. Затоа што и самиот Гај Јулије Цезар е роден на 13 Квантилиус 100-та година пред Христа. И нормално, нели, голем император, голем месец, се зима еден ден од месецот од месецот февруари и се додава на месецот јули. Сега ништо во овој сенат се решава и неговиот посвоен син од сестра му Октавија, Август, да се применува од Сектилиус, Сектилиус да се применува во месец август, нели во чест на Октавијан Август во негова чест. И нормално се татко и син да бидат еден до друг, месецот исто, пошто голем император и месецот он биде голем, се зима еден ден од месецот септември и се додава на месецот август. Значи, таа претумбација што е направена во четвртата година пред Христа во Римскиот сенат, се добива да 7 месеци имаат по 31 ден, 4 месеци имаат по 30 дена и еден месец да биде да се менува. Значи февруар да има 28 во проста и 29 во високосна година. Таа промена што е направена тогаш е со важност и ден денеска. Со 18 на минути, 19 влеговме во новиот ден. Денеска е пети ден од новата 2008 година. Нека ни е берикетен и овој ден, а по него доаѓа Бадник и потоа Божиќ. Дали си во добра кондиција, Зоране? Да, секако. Па, нормално, ова време е твое време, буквално во ова време, меѓутоа, зиме е малку непријатно, но пролет и лето, ова е времето кога се астрономите најактивни. Да, меѓутоа зимското небо па е најубаво за гледање. Најчисто. Најчисто и најубаво е самиот распоред на звездите. Рековме пред малку до полноќ, еве сега така да го мериме
да речеме времето во нашата програма до полноќ и по полноќ. Па во оваа прилика, ако така се одлучиме и договориме, пред полноќ зборувавме за јулијанскиот календар. Време е сега по полноќ да проговориме и за актуелниот кај нас григоријански календар. Денешниот, односно актуелниот календар, наречен григоријански, е воспоставен на 4. октомври 1582 година. Наредниот ден е запишан како 15. октомври. Тие 10 дена никаде не постојат. Некако се исчезнати во историјата на човештвото. Зоране, зошто е ова вака и кои се најважните години во христијанството, а врзани за григоријанскиот календар? Па да се вратиме малце хронолошки. 313 година црквата е признаена од Константин Флавиус Валериус и неговата мајка царица Елена, нели со непознат Милански едикт. И 325 година Константин Флавиус свикува Вселенски собор на сите православни цркви на сите христијански цркви во тоа време. И покрај останатите работи се решава тука и прашањето околу Великден. Затоа што предходно Великденот како најголем христијански празник не се славел во еден исти датум. Пример, Александриската епархија го славела во еден датум, Антиохиската во друг, Цариградската во трети и така натака. Сега три нови Вселенски собор прв се решава Великденот секогаш да се прославува после денот на пролетната рамнодневница, а црквата као ден го зима 22 март, после еврејскиот празник Пасха и првата недела после полната месечина. Значи тоа е правило кое што се востановува таа 325 година во градчето Никеја. Иначе денеска тоа е едно градче, се нарекува Изник, 100 километри југоисточно од градот Истанбул, едно градче поред езеро. И 1054 година црквата се двои, значи на римокатоличка со седиште во Рим, најнапред, па после во Ватикан, и источна православна со седиште нели во Цариград. И со самото одвојување веќе римокатолиците ја испрлаат Пасхата при својата прослава. Сега, јулијанскиот календар како таков, најрековме преска на 128 години прави разлика од еден ден. Од таа причина, значи доаѓа до пренатрупување на денови во самиот календар. И пролетната рамнодневница календарски почнува да се враќа назад. Така да веќе 1582 година пролетната рамнодневница се паѓа на 9 март. И тоа му дава повод на тогашниот папа Уго Бонкомпањи, или со духовно име Григориус 13, да февруар месец, поточно 26 февруар 1582 година, ја носи она позната папска була, што значи интергрависимус. Тоа значи меѓу најважното, нели? Со која што дава директна наредба да се изврши реформа на јулијанскиот календар. И како главен реформатор го поставува еден свештеник астроном по име Христофер Шлосер, или со духовно име Христофер Главус, и се земаат пресметките од веќе еден починат италијански астроном, лекар, математичар, можда најпаметен човек во тоа време, со име Алоизо Лилие, или вистинско име му е Луиджи Гарибалди. И сега прво што прават овие двајца реформатори е тоа да денот, како што рековте, денот 4 октомври, они не го запишуваат као наредниот ден као петок 5, туку као петок 15 октомври. Со тоа директно прерипуваат 10 дена. И сега тие 10 дена, ако ги побарате некаде во историјата, никаде ги нема тие 10 дена. Сите настани што се случиле во тие 10 дена се префрлени на 15 октомври. Дури и по астрономските програми, ако ги побарате, ги видите дека од 4 веќе програмот прерипува на 15 октомври. Тоа е прва работа што ја прават овие двајца реформатори, и втора работа ја прават е тоа да секоја секуларна година, а по секуларна година се подразбира годината кај што третата и четвртата цифра се 2 нули, ги делат со бројот 4, и ако резултат е цел број, годината да е престапна, ако не да не е престапна. Пример, 1600 делено на 4 нели дава цел број. Таа година не е престапна, и разликата помеѓу григоријански и јулијански, таа 1600 година се останува 10 дена. 1700
Ед делива со 4, меѓутоа дава остаток. Разликата е веќе 11 дена. 1800-та Ед делива со 4, но со остаток, разликата е 12 дена. 1900-та година, иако е олимписка година, нели одржана Олимпијадата во Париз, разликата се зголемува на 13 дена. И сега 2000-та година беше престапни по јулијански и по григоријански и таа разлика си остана иста. Меѓутоа, еве првата секуларна година сега што ќе дое, 2100-та, разликата ќе се зголеми на 14 дена, затоа што таа нема да биде престапна по григоријански, а ќе биде престапна по јулијански. И тогаш Божич по јулијански календар, мислам ако го славиме по григоријански, 2101 година, нели? Затоа што Божич нели е пред 29 февруар, нема да биде веќе на 7, него ќе биде на 8 јануар по григоријански. 2201 ќе биде на 9, 2300 ќе биде на 10 и така натака све ќе оди да се менува. Овде во некоја една табела стои дека Божич во 3000-та година ќе го прославуваме на 15 јануари, чиме ќе го прославуваме кога ќе бидеме. Добро, нашите потомци, генерации. Во 5000-та година на 30 јануари во додиме малку со 35.000-та година на 12 септември, 45.000-та година на 26 ноември и во 50.000-та повторно во јануари паѓа. Да, меѓутоа со една година закаснување. Тоа со една година закаснување. Значи типичен е примерот е од 20.000-та година, која Божич се паѓа на 7 април. На 7 август. Значи во сред лето доаѓа. Доколку не се изврши реформа нели на старојулијанскиот календар, нели со кој што работи Македонската православна црква. Сега видите, кога зборевме за григоријански календар, и овој календар како таков не е прецизен. Овој календар прави грешка во однос на тропската година за 26 секунди. Или ако поделиме нели со 86.400 е бројот на секундите во едно деноноќие, поделиме со 26, ќе добиеме 3223 години. Значи он на 3223 години ќе направи грешка од еден ден сметано од 1582 година. Значи и овој календар као таков не е прецизен и минатиот папа Карол Војтила Јован во една прилика рече дека и овој календар на некој начин треба да се реформира. Сега постои една реформа во Ватикан